Споделувате ли прашање за двајцата политичка волја да се среди состојбата во оваа сфера, посебно околу картелското здружување и односно монополско и нелојална конкуренција? Значи, видете, политичка волја гледам дека има. Дали одат во добра насока е прашањето. Според мене, мислам дека кошничките не ја завршуваат работата. Напротив. Со временото ограничување на цените, после имате експанзија на цените. Значи, треба, јас сум поборник на тоа пазарот да функционира, државата да ги востанови правилата на игра, а ако некој ги крши тие правила на игра, тогаш да интервенира и да го казни. И тоа, ако треба, и повеќе да го казни, оној кој што веќе еднашка бил опоменат за таква иста работа. Ние со години се случуваат одредени работи, пазарните инспектори, еве ги спомнавте, иако тие немаат надлежност во оваа сфера. Министерството за економија, излегува министерот за економија, тој нема надлежност во оваа сфера и заменикот, и зборува за Комисијата за заштита на конкуренција. Ете го влијанието кое е. Вие ме прашавте за политичкото влијание. Тој нема причина тој да зборува за таа работа. Него ако го прашава, треба да каже дека си има надлежен орган кој што ќе си ја заврши работата, ќе излезе на терен и ќе донесе соодветна одлука. Затоа викам, значи, да престанеме со административни мерки. Административните мерки најлесно се да ги донесат, ама тоа е изразување на немоќ. Тоа што го рече Маријана, отворете го пазарот, пуштете нови играчи на пазарот. Нека дојде Шпар, нека дојдат други, нека дојде Лидл, нека дојде Шпар, нека дојдат други. Сега се извинувам за оние што била или така натаму. Значи, дајте, повикајте ги, па да видиме. Нема да се случува цените за исти производи да бидат во Македонија повисоки за одредени производи отколку во Австрија или во Германија. Значи, но тоа не е само за оваа дејност. Така е за сите дејности. Значи, има многу дејности кои што треба да бидат поотворени, да бидат стимулирани за да влезат овие компании на пазарот, странски компании. Господје Лончар,